Многу луѓе го губат здравјето за да стекнат богатство, а потоа го трошат богатството за да си го вратат здравјето, бидејќи од целото богатство сепак на крајот најважно е здравјето. Југоистокот на Македонија е на тест во битката за здравје или за бизнис, или барем така се поставени работите во јавноста. За живот или за развој и по која цена? Која ќе биде пресудната одлука? Ќе проработат ли родниците, ќе проработи ли совеста, како ќе се однесуваат претениците во наредниот период, особено сега, откако пред нив е поставен еден закон кој што за многумина е ригорозен, но за жителите тука, за активистите, е веројатно применлив. Ќе видиме вечерва. Вечерва сме во 24 отворено, дебатираме на тема која што македонската јавност веќе со месеци ја слуша, ја гледа, меѓутоа никако да ги добиеме вистинските одговори. Треба или не треба да се отворат рудниците во југоисточна Македонија. Се наоѓаме во Струмица, во Струмичкиот, во најземјоделскиот регион на земјава, кој што може да стане и најрударскиот регион на земјава. Дебатираме на темата што веќе ја најавивме, мои вечерашни гости тука во Домот на културата во Струмица, од каде што ја реализираме оваа емисија на 24 отворено во соработка со NDI. Николајчо Николов од Македонската асоциација за рударство. Добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што дојдовте. После вашите вчерашни ставови кренаа доста врева во јавноста, за многумина се контроверзни. Ке се обидеме вечерва да појасниме на она што мислевме вчера. Мислите ли дека, односно вие веќе рековте дека законот не треба да помине по никоја цена, иако тој закон не важи за веќе постоечките рудници? Не, прво не може да се каже дека тој закон и нигде не пишува дека не важи за постоечките рудници, а тврдам и од ова место дека се работи за изузетно лош закон, закон многу сериозен, но неподготвен и времето ќе покаже што може тој закон да донесе, но самиот предлог на законот дава доволно индикации. Ние знаеме дека рударскиот сектор е сектор во кој се бара... Дали ова го зборувате зашто сакате да го ширите бизнисот со рударството или затоа што им сте загрозени во веќе постоечката дејност? Ако ме прашувате лично, јас не планирам да ширам бизнис во рударството. Јас сум извршен директор во Бучим Радовиш. Се трудам да го одржиме она што го имаме, така да лични позиции и лични амбиции финансиски немам. Но зборувам од позиција на финансиерите во рудниците кои ги слушат сите овие наши движења, ги гледаат и ние од вчера испративме уште една многу негативна порака до инвеститорите, затоа што покажуваме дека Македонија е земја која може и преку ноќ да смени закони без никаква анализа, без никаква студија и тврдам, времето ќе покаже дека се работи за изузетно лоши предлози и Благодарам, ќе го дебатираме тоа. Ангел Наков, граѓански активист, долго време сте во костес, да речеме, со овие рударски магнати, ако можем така да ги наречам. Зошто? И тоа е бизнис кој што сепак треба да работи во светот, е многу профитабилен, за државите исто така, знае да биде благодарен. Да, добро вечер до вас. Благодарам што ни дадовте можност да бидеме гости во вашата емисија. Поздрав до сите ваши гледачи. Морам на почетокот да кажам само една работа, за да гледачите немаат дилеми. Значи, ова се група пратеници што ја покренале ова иницијатива во Собранието на Република Македонија, покрена иницијатива не за нов закон, туку за измени и дополнување на постојниот закон за минерални суровини. Ние го поддржуваме тоа. Ќе објасниме зошто. Од друг аспект, исто така мораме да видиме на чисто дека ние, како граѓани на оваа држава, граѓански активисти, не сме против постојните рудници, никој не кажал ни збор, и на господинот Николајчо, директорот на САСА, овде е присутен, им посакувам успешна работа. И тоа што го работат, да го работат уште подобро. Да ги запазат сите практики, добри работи за чувување на човековата околина. Ние збориме за еден концепт. Јас во една прилика реков и ќе го повторам и стојам за тоа, на лудничава политика, на отварање без концепт, претварање на Македонија на рударска земја, ќе го образложам покасно, со преку 80 веќе доделени концесии за детални геолошки истражувања, над 30 се за металични
минерали. Значи, стално збориме, кога збориме за рударството, рударство за металични минерали. Не збориме за неметали, мермери, песок, вадење од река и така натаму. Збориме исклучиво за овој дел и сметаме дека тоа е апсолутна, тотална погрешна политика од претходната влада и ова влада треба тоа да го слушне. Да, благодарам. Професор Коста Поцков, геолог, вашиот став за најавените предлог измени во парламентот? Па јас сум чудоневиден од таквиот предлог. Без да се консултира стручна јавност, без да се консултират институциите на државата кои се надлежни за истражувањата, без да се консултират геолошки завод и луѓето кои долги години работат геологија. Нашата геологија во Македонија е многу развиена и е на високи гранки со постојниот капацитет, стручен капацитет кој го имаат нашите стручњаци. Значи, изучувањето на геологијата е стратегиска дејност која се грижи за евиденција на рудното богатство, благото во Република Македонија. Без долги експликации, ве молам пократко, знаете, емисијава не држи професорски предавања. Ве прашав за предлогот на пратениците. Неумесен предлог. Благодарам. Бошко Сибиновски, представник на или директор на фирмата Сардич. Директор на компанијата Сардич. На Сардич, концесионер на рудникот Казандол. Предпоставувам кој е вашиот став за законот. Мојот став за законот е дека е даден предлог без да се прочита и постечкиот закон. Некој ги потценува веќе донесените закони во Македонија. Не само законот за минерални суровини, каде што е многу убаво пропишано следот на дејства од детални геолошки истражувања до делот на експлоатација, до делот на ремедијација и затварање на рудниците. Сите тие чекори се условени со Законот за заштита на животна средина. Со уште едно министерство кој ги дава дозволите да се спроведат тие чекори. Сето ова е само теретење со дополнителни текстови кои мислам дека немаат потреба да се ставаат во овој дел од законот. Баш као до на забрана на одредени субстанции и сите други опасни материи. Опасни материи се сите во денешно време. И готварската сол е опасна материја. Добро, сметате дека ова нема да се засегне, кога може да се отвори рудникот? Рудник, согласно постоечкиот закон, може да се отвори само доколку се задоволат сите стандарди со спроведување на сите најдобро достапни техники, најдобрите технологии во светот, и тоа го почитува нашиот закон кој е хармонизиран со европскиот. Значи, со една обемна студија во која се отстрануваат сите негативни влијанија кои може да ги донесе процесот или минимизирање во рамките кои се дозволени согласно нашите и европските прописи. Доколку тоа се испочитува, не гледам пречка да се отвори рудник. Ќе ве прашаме понатаму, а и загриженост на граѓаните веројатно ќе ги произлезе тие прашања зошто толку многу стравувања токму од рудникот Казандол. Тука се градоначалниците на Евгелија и Валандово, господинот Сашко Поцков и господинот Пјеро Костадинов. Добро вечер и за вас. Истото прашање пред да станете градоначалници пред неколку месеци, вие и вашата партија практично бевте против отворањето на овие рудници и во една, така да речем, ситуација предизборна настојувавте, инсистиравте на тоа дека рудници нема да се отвараат, се разбира тоа не зависи само од вас. Каков е сега вашиот став? За или против отворање на овие рудници? Благодарам за можноста за гостување во вашата емисија. Значи, мојот личен став е против отварање на рудници. Јас гласав на референдумот на 23 април 2017 година против отварање на рудници. Во Гевгелија нема рудник, има само детални геолошки истражувања и е на фаза, значи, поназад од она другото, што е случајот Казандол Валандово. Наштавте едно прашање за законот, што е тема и дигна прашина во јавноста. Бев пратеник 2 мандата и со гордост можам да кажам дека бев народен пратеник. Што очекувате ви од пратениците, од моите колеги пратеници? Да го слушат гласот на народот? Гласот на народот кажува секаде во Македонија дека сите засегнати се против отварање на рудниците. Не треба да се пристапува така априори за или против. Оваа влада, ако има некој капацитет,
ја покажа демократичноста. За ова ќе следува јавна дебата. Ево во четврток сме и ние таму на јавна дебата. И Министерството за економија и владата денеска имаа став дека предложените измени се пререстриктивни и дека веројатно треба да се преразгледаат. Тоа е мислење на владата, став, пратениците се самостојни во своето размислување. СДСМ е партија која што има различни мислења и тоа е Не сте вие горди послушници на лидерот? Не. Не сме горди послушници на лидерот. Лидерот е лидер, со гордост го почитуваме начинот на водење на партијата, меѓутоа за сите прашања имаме сопствени ставови и горд сум што дебатираме за тие ставови. Костадинов, вие дали се согласувате со вашиот колега? Па најпрво да ви се заблагодарам и јас за поканата. Поздрав за сите гледачи на дебатната емисија. Апсолутно се согласувам. Моите ставови и пред да бидам градоначалник и сега се целосно непроменети. Јас сакам да се надоврзам на претходните дискутанти тука во дебатава, кои што рекоа дека се шокирани од новиот закон на пратениците. И сакам, нели предлог измените во законот од страна на пратениците и сакам да ги прашам како се чувствуваа граѓаните на Република Македонија, посебно граѓаните на југоистокот, кога од нигде никаде во најземјоделскиот регион на Република Македонија се доделија концесии за рударство. Значи, рударството и земјоделието не се комплементарни, се загрозува земјоделството како гранка, која што е стратешка определба на Република Македонија и дали граѓаните тогаш, кога се доделуваа концесиите за експлоатација, не беа шокирани. Тоа е вистинското прашање. Јас воопшто нема да навлегувам во дискусии за кој што ја засега рударската фела. Јас сум градоначалник во моментот на општина Валандово и ќе ги застапувам ставовите на граѓаните на општина Валандово и во моментот и на југоистокот. Ова е прашање кое што не го тангира само југоистокот, ја тангира цела Република Македонија и во моментот ставот на граѓаните по ова прашање е јасен. Во Валандово имаше референдум кој што мислам дека не беше успешен? Да, во Валандово не успеа. Ние дојдовме многу тешко до референдум. Исто така нашата борба започна и со нетранспарентниот процес, кога граѓаните едноставно беа целосно изманипулирани и затоа законот нуди одредени решенија и во поглед на транспарентноста и на запознавањето на граѓаните подобро. Значи сега имаме рок од 60 дена за да се одговори локалната власт за доделувањето на мислењето, дали е тоа позитивно или негативно, но во секој случај во моментот мислам дека законот повторно не го решава нашето прашање, бидејќи ќе биде повеќе за применливоста во иднина. Ние се соочуваме со сериозен проблем. Јас визијата на Валандово ја гледам исклучиво преку земјоделие и затоа ќе стојам цврсто за тоа. Добро, ви благодарам. Додека сме се уште на темата, ја повикувам режијата да ја пуштиме изјавата на пратеничката Лилјана Поповска од Дом, која што накусо го образложува законот и целите на законот. Не е точно дека ќе се затворат рудниците кои што веќе постојат, ни случајно. Овој закон воопшто нив не ги ни допира. Кога го пишувавме, ние го пишувавме пред се, имајќи ги наум оние 80 и кусур концесии за геолошки истражувања кои што се издадени уште од пред некоја година и кои што сега привршуваат. Тоа значи дека по завршените геолошки истражувања ќе следат барања исто толку 80 и кусур барања за добивање концесии за експлоатација на минерални суровини. Бидејќи се работи главно за сиромашни руди, кои што металите, злато, сребро или бакар ги имаат во мали количества, речиси во траги, се предпоставува дека нема да може на друг начин да се експлоатираат, освен со површински копови и со лужење или електролиза во големи базени направени директно во земјата. При тоа се употребуваат опасни супстанци, како што се цијанидни раствори или сулфурна киселина или други слични опасни хемикалии. Сакаме да спречиме можност сите овие 80 и кусур концесионери потенцијални да можат да работат на таков начин. Затоа што тие 80 рудници би се наоѓале на површина од околу 10.000 километри квадратни, што е околу 40% од целата површина на Република Македонија, сите сместени во источниот дел на земјата, каде што е нашата
хранилница каде што се земјоделските полиња и каде што во добар дел од тие места веќе добро се развива туризмот. Вакви технологии се применуваат, веќе ги прифаќаат само земји кои што се вонредно сиромашни, со слаба регулатива за заштита за животна средина и кои што едноставно немаат поголеми, поинакви визии за економски развој. И вакви штетни и опасни рудници можете да видите во пустините во Монголија, Таџикистан, Казахстан, во африкански земји, во азиски земји и во некои источни земји од источниот блок до пред известно време. Но сега, откако се во Европската Унија, и тие ги подигнаа стандардите и гледаме како ги бркаат таквите потенцијални инвеститори. Ние треба да го менуваме концептот на економски развој во државата. Не може веќе да се базираме само на експлоатација на нешто што го има во природата и ајде сега да црпиме до крај, па после нема да му ја мислиме без оглед на последици за животна средина и за одржливост. Современиот концепт на економски развој во светски рамки е веќе одржлив концепт на развој. Многу ме чудат изјавите на луѓето од рудничкиот сектор. Јас само би се запрашала, ме тераат да се запрашаме вака. Дали тие имаат некоја нечиста совест од тоа како работат во тие 4 рудници? Да, тоа беше изјавата. Мислам дека директно дури сте и прозван, господине Николов. Чиста ли вие совеста? Јас би почнал од ова што го кажа господја Поповска и што не прашува за совеста. Мислам дека се работи за една многу популистичка изјава и многу неточни податоци. И да ви кажам, она што го вели она и многу пати го кажува, дека затоа што во Македонија рудниците се сиромашни со содржина на метали, ќе се воведува методата на лужење. Мене ми е жал, тоа е многу паушално кажано и не е точно, а како пример да кажам дека Бучим, Радовиш преработува една од најсиромашните руди на бакар во светот и во 2017 година не употребува цијаниди, не употребува, значи има класична флотација и во 2017 година има... Зашто толку се плашивте од ова барање тогаш ако не употребува цијаниди? Не, да обеса. Не, еве кажете ми. Не, јас не зборувам во името на Бучим, само јас зборувам воопште за рударската фела во Македонија. Инаку дека не е точно, Бучим... Се употребуваат цијаниди во рударската фела во Македонија? Се користат. Се користат Злетово, Тораница, сите рудници во Европа кои преработуваат руди на оловот и цинк, користат цијаниди. Меѓутоа, ние претеравме со тоа што, ако кажеме цијанид, има, некој го спомна овде, достапните технологии, високи достапни технологии кои значат концентрации кои се сосема разблажени. Иначе, цијанидите што се спомнува, да кажам еден податок, дека само 6% од вкупното производство на цијаниди во светот се користи во металургијата и рударството. 94% се користат во сите други индустрии, почувајќи козметика, исхрана, преработка. Ај малку да ја отвориме сликата. Кога ќе ги поставите овие прашања во еден регион кој што себе си се нарекува земјоделски, во население кое во 70% живее од земјоделие, можете ли да го сватите стравот на тие луѓе? Дали знаете со што се соочува денеска просечниот човек кој што единствен извор на приходи му е тоа, а воедно и ја штити својата здрава околина? Дали ја сваќате тежината на ова што говориме сега? Апсолутно ја сваќам тежината и ги разбирам луѓето од овие региони. Може би ние денеска зборуваме од различни позиции. Јас зборувам во име на комбинат во кој работам 13 години, кој работи многу успешно, кај што нема професионални заболувања, кај што има среќни луѓе, кај што просечната плата, средна плата е 550 евра и зборувам за регион, за рудник кој е среќен. Дали ќе бидат овие рудници среќни, ќе зависи од тоа какви технологии ќе се постават и дали луѓето ќе бидат среќни. Знаете, може би пред 40 години... Истото прашање практично и начинот на кој што тука се работат рудниците. Сметате ли дека тие представуваат опасност? Сегашните и потенцијални? За сегашните веќе се изјаснив, им посакувам добра работа. Само мислам дека сега ова прашање... Под сегашните ги сметате и ловите и казано? Видете сега, значи прво мораме да расчистиме една работа во Македонија. Податоци што ги истакнува и ги кажува господинот Николајчо апсолутно не се точни од бројот на вработени. Во постојниот рударски сектор никој не кажува на граѓаните
дека во Завод за статистика под рударство се водат рудници за металични производи, рудници за неметали, рудници за камен, чакал и сите овие бази што копат песок и експлоатираат песок од речните корита. Согласно Заводот за статистика, во тој сектор рударство апсолутно не работат 13.000 луѓе, туку работат 4.275 вработени. Завод за статистика на Република Македонија. Ако тие лажат, и јас лажам. Во 4 рудници, имаме само 4 рудника во оваа држава за преработка на металични производи, то се Бучим, Саса, Тураница и Злетово. Точно до работник работат 2004 вработени. Запамтете го бројката. 2004 вработени. И точно е, добро. Секој ден Добра, а каде, во што не се согласувате тоа? Се извинувам, јавноста денеска ја вознемиравме со изјавата на господинот директор на рудникот Саса. Ако ги затвориме рудниците, Македонија ќе плати 3 милиарди. Ве молам, од каде испадна ова дека 3 милиарди ние ќе платиме? Јас се уплашив. Гледам вест, викам 3 милиарди ни отиде државата, луѓе. Мислам, тоа е таква манипулација неверојатно. Ќе се изгубеле 13.000 работни места. Не е точно. Овие 2400 луѓе што работат само 2000 и ќе си останат да работат. Добро, 3 милиарди, Николов? Само ќе ви дадам еден податок, ве молам. Ова рударство, кој што треба да биде, ова стратегија која што ја наметнуваат, тоа е основната поента. Јавноста ова мора да го знае. Во 2014 година, владата на Република Македонија, тоа ќе мора, овие господа не мора да одговорат. Да. Не ќе одговориме како. Во 2014 година, замислете, со уредба на владата, напишани се општините кај што ќе имаме геолошки истражувања и кај што ќе се развива рударството. Ова е таа карта. Имаме тука експерт геолог. Зар во Кичевско, Гостиварско, Тетовскиот регион немаме такви концентрации на никел, сребро, злато, па ги имаме само во Источна Македонија? Не. Овде ова е прашање кој што ние правиме нов девастација, уништување на постојната економија. Економијата во овој регион се базира земјоделие, туризам, лесна индустрија. Некој Добро, што смете, зошто е вака поделена картата на Македонија во однос на... Ќе треба да одговорат надлежните во наредните постапки. Поентата ми е, Македонија, односно Источна Македонија, не е нешто посебно богата со рудни богатства. Ова рудно богатство 0,2-0,3 грама злато, бакар, го имате во цела Европа. Го имате во Швајцарија, Шпанија. Но, каде е разликата? Профитабилната експлоатација на таков тип на руда... Добро, сакам тука го прознавте директорот на САСА, така, тука е директорот на САСА? Тука е. Да, еве ви го микрофонот, повелете. Бидејќи бевте прозвани директно за изјавата за 3 милиарди, ве молам да одговорите. Дали е загубата на Македонија 3 милиарди евра, доколку се донесе законот? Момент, микрофонот да го уклучиме. Еве, Ване, може? Аха, момент, само немаме тон на тој микрофон. Имаме друг микрофон. Дај да видам само. Најгоре, да. Добро? Добро, момент, дори да средиме микрофонот, сега ќе... Да. Добро, само додека ги средиме техничките проблеми. Само може да завршам. Може да завршите вие, да. Економски аспект, тоа што го кажа и Николајчо. Ова ви е учеството на Завод за статистика на Република Македонија. Од вкупно 776.000 луѓе што работат во Република Македонија, 2004 работат во рударството за металични минерални суровини, кое што сега го загрозува најважниот сектор, а тоа е земјоделието, кај што се вработени 182.000 вработени. Ние, Асоциацијата граѓаните, јас доаѓам од тој регион, ние разговараме во името на овие 182.000 и уште еден податок, тоа е суштината, нова дебата, учеството во бруто домашниот производ. Значи, ние збориме се сакаме рударство или сакаме земјоделие, туризам. Учеството на рударството, согласно законот, согласно Завод за статистика,
Во бруто домашниот производ е 1,3%, ова мало тук што го гледате, на земјоделието е 9,7%. Луѓе, 1 милиарда во БДП, ќе ги разговараме за додатни 100 милиона, 200 милиона, 182.000 работни места, ќе разговараме за 2.000 работи. Тоа е стратегијата, тоа е пристапот кој што треба да размислува ова влада. Предходната... Добро, но прашањето е и следно. Дали отворањето на 1, 2, 3, 5, 80 рудници навистина може да се одрази така врз земјоделието како што вие велите? Апсолутно. Ќе го вклучам добро тука господинот Поцков на ова прашање. Да, благодарам. Значи, слушам и гледам и не можам да верувам да се изнесуват такви невистини, незнања, неинформирани. Од чија страна? Од човекот до мене. Аха, добро. Јас лажам. Значи, слушам, гледам и не можам да верувам дека такви невистини работи, незнања, неинформирани да се случуваат. Геологијата е наука која се бави со истражување на минерални сировини. Значи, се базира на научни основи. Картата која покажува Ангел е подрачје кое е геолошки исклучително интересно за минерални сировини. Значи, тоа е терцијарен вулканизам, подрачјето кое што сега го покажуваме. Кратовско-Злетовската област, Радовиш и да продолжува надолу према Грција. Тоа е, значи, терцијар 25 милиони... Кичево, нема ова? Молим те... Тоа е прашањето, не го лажам. Не, немаме. Во Кичево нема, добро, благодарам. Значи, може ли вака? Може да се уфрлам конкретно. Не, прво нека си одговори господинот. Значи, просторот кој е во Источна Македонија, Кратовско-Злетовската област, е контаминирана со сиромашна бакарна минерализација, злато, сребро, ол и многу богата олово-цинкова руда. Сето тоа се базира на научни основи. Геологијата е една суптилна наука која се бави со најсовремените методи на истражување. Денеска постојат дистанциони методи кои се бават со истражување за детектирање и регистрирање на перспективни простори за... Добро, сакавте да кажете дека ситуацијата што ја покажа Наков одговара на реалноста и дека македонското тло токму тоа и го покажува. Да, и тоа треба да се истражи. Добро, ви благодарам. Да, тоа треба да се истражува понатаму за да видиме колку. За влијанието врз животната средина не ми го кажавте. Има истражувањата или рудниците? Рудниците како истражување? За кој ме прашувате? Овие истражувања сега кои се спроведуваат, значи тоа е проспекција, основни геолошки истражувања, детални геолошки истражувања и научно геолошки истражувања. Кажува дека нема еколошки проблеми да се дават. И експлоатацијата на рудниците се базира на висока еколошка контрола. Благодарам. Значи со стандарди. Благодарам за сега. Во меѓувреме микрофонот е... Да, Ване, повели. Граѓански активисти кои што се борат против изградба на рудници во југоистокот, представници од компаниите инвеститори, но и представници од Македонската асоциација на рударство, кога му беше поставено прашање дали Македонија ќе треба да плати околу 3 милиарди... Ќе загуби, ќе претрпи штети, да, повелете. Значи, би сакал одговорам во следната насока. Малку погласно само. Ако ќе се прочита нацрт законот за измени и дополнување на закон за минерални суровини, од самиот назив на овој документ се појавува едноставно тврдење дека овие измени на законот ги опфаќаат сите постоечки рудници во Македонија, како за металични, така и за неметалични минерални суровини. Ако ќе се земе во предвид дека се забранува со нацрт законот примена на цианид, сулфурна киселина и други опасни супстанции, цитата од нацрт законот, тогаш во опасни супстанции се спадат скоро сите супстанции кои што се користат и во сите гранки на индустрија. Со тоа пак се опфатени сите рудници кои што постојат и за металични и за неметалични минерални суровини. Ниту еден рудник во Македонија не постои без концесијски договор, кај што рудници се концесионери, а влада концедент. Влада во смисла представник на држава. Значи, овој договор за облигациони односи, кои што се склучуваат на рок од 20 до 30 години,
Ако се смета дека рудниците ќе се затварат под било какви услови во случај ако овој закон ќе биде донесен, тогаш лесно може да се пресмета колкава штета треба да плати држава како странка на подолгорочно, таков значи, договор. сакате да ми кажете на еден период од 20 на 30 години Да, до во завршувањето зависност на од тоа, концесијата апсолутно. и вие пресметавте дека тоа станува збор за околу 3 милиарди долари. Тоа е штета што државата би требала да ви ја плати на вам собствениците или како? Дали држава би требало или не би требало, за тоа ќе одлучуваат тие органи што треба да одлучуваат. Да, но што вие мислите, кому треба да ги плати? Проценка е таа дека на тие кои што инвестирале во рудници, оние ќе имат право и најверојатно ќе го искористат да побарат надоместна штета врз основа на постоечки договори. Изгубена добивка, тјар понатаму и така натаму во Апсолутно. следните 30 години додека сте концесионер. Апсолутно. Значи врз база на сега се заклучуваме врз која база се кажа Видете, на ова е овие 3 комплетна милиарди. манипулација, ве молам, јас уште еднаш малку е Господине, некоректно. јас се извинувам. Македонската ја би сакал јавност да ви замолам. Не, македонската Ја би сакал јавност, да ви замолам. господине, Ја би јас сум сакал дел да ви на замолам македонската и јавност. настојувам еден по вие да еден, не да. прекинувате никој од нас, Окей. пошто никој не смеел вас да ви прекинува. Поведете. Ви благодарам, господин. Да. Добро, ви благодарам. Тука завршивте со благодарам, објаснувањето. Ќе сега тука би вклучил Ване, те молам, представи ни ги другите луѓе. Милена Зафирова, повелете. Добро вечер, благодарам на поканата. Ете, Слободно, јас значи сум без... Милена Зафирова од Здрава Котлина. По вокација сум археолог и класичен филолог, меѓутоа овде настапувам како еден жител од село Иловица кој што треба да живее со тој рудник над главата. Слушајќи ги овде господата од рударскиот сектор, по уште малку кога ги послушаме, може и ќе не уверат дека 1 грам сулфурна киселина или цијанид на сабалена гладно може да делува и благопријатно. Така? Што сакам да кажам? Не е така, тоа е глупаво. Воопшто, така. Што ми е зборот? Значи, ние од граѓаните од југоистокот, кои што, поминавме 6 референдуми и над 40.000 граѓани од југоисточниот плански регион рекоа дека не сакаат да живеат покрај такви рудници. Значи, граѓаните не сакаат да живеат покрај такви рудници. Со кого поконкретно би сакале да поставите прашање или да ја отвориме темата? Така, би сакала да искоментирам дека овој нашиот струмички регион се развива од земјоделие и едноставно така сакаме да продолжиме да живееме. И нас луѓето кои што имаме фамилии овде, кои што имаме имоти, едноставно не ни значат ништо ваквите флоскули од типот најдобри достапни технологии, дека рудниците ќе работеле според еколошки стандарди, според светски стандарди, бидејќи целиот процес сушност на рудниците уште од почетокот кога дојде овде. Добро, овде. зошто не им верувате? Еве сега тие тоа го тврдат Да, и така, сега бидејќи како целиот процес им беше ги гледам, немам зашто не им верувам. Така, целиот процес беше апсолутно нетранспарентен. Значи, народот кој што живее овде беше тотално маргинализиран. На народот му се сервираше една сладка приказна за социоекономски развој и за едноставно вработување од 400 работни места. Да, малку би сакал тука да го вклучам господинот од Сардич, бидејќи на некој начин оваа нетранспарентност за која се зборува, предпоставувам дека јас барем би можел да ја лоцирам од прашањето дека е насочена и кон собствениците на рудниците или кон менаџментот на рудниците, кои што недоволно се потрудија веројатно да објаснат во јавноста за што станува збор. Зошто така да речам целиот овој процес го водевте под некој превес на тајност? Може би да грешам, но и ја го имам тој впечаток. Веројатно не сме биле доволно бучни. Веројатно сега и таму гледам некоја грешка, но процесот, верувајте, беше транспарентен. Сардич е компанија која има отворен ден за сите заинтересирани во своите канцелари во Валандово, во Пирава. Секој вторник, секоја среда, од 12 до 2 часот, секој што се грижи и што нешто го грижи околу нашиот рудник може да повели. Ми климаат со глава, се уште не си дошло. Се знаеме со делот од активистите, сме се среќавале.
отворени се нашите канцелари. Инако што се однесува до самиот процес, се повикувам и на претходните раскажувања за нетранспарентноста од претходните органи. Тука самите концесионери не влијаат како меѓу себе разговараат внатре во општината. Но една работа можам да ви кажам. Мислењето на кое се повика и ценетиот градоначалник на Валандово, дали треба да има договор за концесија за експлоатација или не, веројатно и краток рок за одговарање, но од друга страна треба да знае дека има следен чекор кој значи дозвола за експлоатација. Тоа е процес во кој е вклучена целата јавност. Во случајот на Казандол, од лично искуство ви го кажувам ова, дека студијата беше достапна не само на сајтот на Министерството за животна средина, не само на нашиот сајт. Тука беше достапна и во просториите на општина Валандово, се организира јавни расправи, имаше преку 200 присутни. Донесовме еминентни професори за да може да одговорат. Ве молам, ја не се смеев дека раскажував, вие кажувате неволно. Ајде, престани, молим те. Цело време, за цело време. Ве молам мир во студиото, нека зборува господинот. Ја секако сакам да повелете господин Сибиновски. Да го кажам и овојдо. Во тој момент знам дека директно од Министерството за животна средина, Министерството е одговорно за организирање на овие расправи, се обратија кон десетина невладини организации, за да има присутни од нивна страна. Тоа е согласно законот. Присутни беа само 3. Некои од тука што ги гледате луѓе? Некои од тука што ги гледам беа присутни. Се побараа дополнителни 30 дена, иако беше истечен рокот, Министерството им ги даде, за да ја доразгледаат студијата, за да дадат своји забелешки и на основа на тоа да се дотераат и да сите техничко-инженерски решенија околу следното изведување на проект. Значи, тоа се дел од постапките. Добро, значи сепак не го добивме одговорот на она што луѓето го бараат тука. Нетранспарентноста сепак постоела во целиот овој период, а процесот е транспарентен. Добро, сега ќе видиме, само пред да ги дадам збор, да може да прати работава, да ви кажам дека на јавната промоција на нивната студија за оценка на влијанието, какви 200 луѓе, па има записник официјален во нивната студија, биле присутни официјално 43 представници, од кои што 40 се представници на фирмата, државни органи, само 4 граѓани, ве молам, официјален записник, отворете го на веб страната, па немој да не правите ненормални. Ве молам, тишина во студиото, тишина. Македонскиот народ, ова е нонсенс. Ве слушнавме. Милена, вие имате збор, продолжете. 43 присутни, за 30 март 2015 година. Наков, ве молам, повелете. Значи вака. Присуството на јавните трибини е слободно и може да присуствува кој сака од заинтересираните. Беше јавно објавено на единствениот медиум електронски кој постои во Валандото, беше Радио Валандово, публикувано од 2 дневни печата. Сега рековте 250 луѓе, сега не може да Наков ве молам, тишина. Кој е проблемот? Па јавност е, немој да лажете. Господине Черниговски. Немој да лажете. Ве молам, мир. Ај смирете се да не викаме сите, повелете господине Сибиновски да се заврши ова. Па тоа е тоа што го револтира. Тоа е тоа што не револтира. Ајде. Добро. Ве молам Сибиновски да заврши. Постои една работа. Не постои никаква обврска присутните да мора да се потпишат. Со сила никој не може да ги натера присутните да се потпишуваат. Тоа е нешто што е невозможно. На доброволна основа. Како присуството, така и потпишувањето на анкетната листа за присуство. Обврската која ние сакаме да ја исполним. И јас не сум сезнајкото во компанијата. Нити Николајч Никола. Целиот процес на комплексот Казандол и целиот проект е формиран од бројни и еминентни доктори на науки, специјалисти во својата струка и донесовме точно луѓе кои ќе можат изворно да ги представат техничко-инженерските решенија за заштита на животната средина. Благодарам. Повеќе тоа мислам дека никој не може да добие. Повелете повторно во
од публиката. Здраво, јас сум Ѓорги Танужев од Здрава Котлина. Во врска со транспарентноста, само да кажам неколку факти, рудниците генерално се нетранспарентни поради тоа што новите рудници кои што треба да се потворат во југоисточниот регион, покажува, како да кажам, објавува огласи каде што луѓето не ги читаат. Да, Коха може би е весник на албански јазик, но во југоисточниот регион никој не го купува. Така да ова не може да го сметаме дека е релевантно известување. Понатаму, ако сакаме да збориме за транспарентноста, требаше некој досега да каже дека ќе изградат во Струмица првата највисока брана во светот на хидроеловиште, скоро 300 метра. Значи, ќе кажам точно 276 метра висок. Дали знаете каде досега има таква брана во светот? На хидроеловиште? Нема. Не е уште изградено. Овде ќе го изградат експериментално. Зошто не се пофали институциите досега за ваква работа? Обично знаат да се фалат, нели? Вака, онака. Не се пофалија. Зошто? Зашто тоа што ова е опасност. Никој не сака да живее со хидроеловиште над глава од 300 метри. Ако се сруши тоа, ќе ја уништи долината и кида до Егејско море. Што правиме со штетите во тој случај? Зашто ова се има случувано и порано. Еве во Бразил, се урна брана од 150 метра до Рио Доче, уништи по пат 600 километри све што имаше, државата го казни корпорацијата што го направи тоа со 6 милиарди долари. Добро, имате сега прашање за некој? Прашање имам, да. Ова е многу реално сценарио, зашто во 2016 слично сценарио за Малтски се случише во Бучин. Така? Браната на Бучин имаше, се појави дупка. Луѓето во Топовница беа извештени со сирени да го напуштат местото. Ова се случи без ова инцидент кој што евентуално може да ја загрижи Топовница како село, што се наоѓа на 100-300 метри колку е таму до ножицата на браната. Што ако се поплавеше, кој ќе платише таа штета? Колкава ќе беше таа штета? Прашање. Значи, што ќе одговорите на овие работи? Прво би почнал, ми се допадна мислењето на Милена, која кажува искрено, ние не сакаме да живееме и да обстануваме од рудници. Веројатно, ова дали имало јавност, дали немало јавност, веројатно рударските компании сметат дека имало јавност, затоа што се испочитувани одредени законски прописи. Народот смета дека немало јавност, затоа што не било достапно до нив и начинот како е направено и ова господино што вика да се објавило дека ќе има најголема брана и ова. Но, колку се манипулира, еве и господинот манипулира, дека имало дупка во браната, знаете, вие сите треба да бидеме одговорни за изјавите што ги кажуваме. Да имало, не дај Боже, дупка во браната, би се потопило Тополница. Никој таа дупка не може да ја... Но, во Тополница имало појава, имало пропаѓање на дел од хидројаловиштето кое има 130 милиона тона јаловина. Значи имало аномалија кој како ја пренесува и воопшто не ви се точни констатациите за Бучин. Што ја предизвика таа аномалија? Немаше земјотрес, немаше поплав. Тоа беше 15 август. Самата конфигурација на браната, сама по себе, затоа што има дренажни води, дренажните води направиле одвод и тоа се санира. Поради што свираа сирените во Тополница? И зашто луѓето, поради што луѓето бегаат од Тополница? Зошто свираа сирените за опасност, општа опасност? Поради што? Не си земајте за право да зборувате произволно. Сирени нигде не свиреле за опасност. Не знам вие дали сте чуле. Има на интернет, има сирени. Нема никаде. Ние немаме сирени за опасност, имаме сирени само за минирање. Меѓутоа, зошто бега населението од Тополница е сосема комплексно прашање, бидејќи луѓето сакат да отидат од Македонија и си вршат. Така. Добро. Значи, како прво, овие што велите вие, што тврдите од рударскиот сектор, дека биле транспарентни јавните расправи пред да се донесат концесиите, е сосема неточно. Затоа што овие јавни расправи личеа на јавни презентации на проекти. Вие, ако сте сериозни и ако сакате сериозно да се грижите за здравјето на луѓето, ќе објавите на сите можни медиуми, ќе ги соберете сите можни експерти од секоја област кои можат да дадат мислење за тоа што значи отворање на рудник. Тоа
во југоистокот не се случи. И тоа го знаат сите. Ве молам, престанете со лагите. Друга работа. Николајчо спомна дека еден збор срекни рудници. Ве молам, дали може Г1 загадувачка индустрија насекаде во светот, каде што има такви рудници со металично-минерални суровини, каде што се употребуваат цианиди и сулфурни киселини, се црни точки, црни еколошки точки. Како може црна еколошка точка да оди со срекен рудник? Дали сте ги запрашале луѓето, ние бевме летоска, и тоа го имате на нашата страница на Здрава Котлина, во кој страв живеат од минирање, од загадување преку воздухот од ветровите, и дали вие, лично јас ве прашав една, сега пак јавно ќе ве прашам, дали вие ќе се напиете, ќе ја користите водата од река Тополница, која е полна со сулфур? Ве молам, немојте да ставате епитети кои што не се на место. Ако сакате да го развивате рударството во Македонија, има да го направите тоа на најможен, безболен и еколошки начин, ако тоа воопшто е возможно. А ако сакате да манипулирате, можете слободно да кажувате. Вие како да кажувате бајки, па во една црвенка, па има волк која е негативна личност. Многу сте млад да ми кажувате дека манипулирам и се извинувам. Не, кажувате ова само последно. Знаете зошто? Затоа што ние интервјуиравме луѓе. Внимавајте на своите зборови, затоа што јас внимавам према вас. Тоа не го спорувам паушално. На нашата веб страница, на нашата фејсбук страница е објавено. Луѓето од Тополница се жалат. Значи, не смеат да користат водата за пиење. При секое минирање, како да чувствуваат земјотрес, им пукаат куките. Воздухот е тотално... Доволно кажавте, може во интерес на време да ви одговора, може, доволно кажавте. Водата во Тополница едношка ви одговорим, нити се пиела, нити ќе се пие, нити се пие сега, нити ќе се пие, бидејќи тоа е вода од трета категорија. Таа никош не се пиела. Зборувате за друга вода која Бучим им ја дава на целото Тополница без пари, и од што луѓето не се задоволни, а Бучим нема таква обврска. Дека сте ги побркали и селата, Тополница е многу далеко од минирањето, се работи за селото Бучим, кое може би чувствува последици. И јас нигде не сум кажал дека рудниците немаат никакво влијание. Рудниците имат влијание врз животната средина, но тоа треба и е во Бучим, е во рамките на примена на најдобри достапни технологии. Зошто, ако е така, во 2010 година има магистарски труд на Билјана Балабанова, значи опширен магистарски труд од 120 страни, вели дека присуството е за 9 пати на бакар е за 9 пати поголемо од местата кај што нема рудник. Како тоа ќе го поврзете со срекни рудници? Како е грешно, тоа можете да го најдете секаде на интернет. Тоа е магистарски сериозен труд. Значи, ова дали е грешно ова? Бучим е на трето место по рангирање по опасност според постојани податоци за присуство на тешки метали. Воопште не е точно. Ние можеме да се натегаме 2 години така. Само да ве прашам, господин Чедиковски, ако ми дозволите. Ние, бидејќи сме отворени и сакаме да бидеме отворени кон јавниот сектор, кон невладените организации, јас, како председател на Македонската асоциација за рударство, упатив покана да седнеме на организиран состанок во Стопанската комора на Македонија, да ги кажете вие вашите вистини, ние нашите вистини, никој не дојде на тој состанок. Зошто уживате да ги зборувате работите надвор од јавност или вака кој ќе се само за кратко. На кого Малку ви благодарам за сега. Имаше право да одговори, бидејќи се поставија многу тези, да одговори геолог. Вака значи. Јас сум магистер Коста Поцков, инженерот, главниот инженер по геологија на рудникот Бучим. Значи, јас сум првиот основоположник на формирање на рудничка геолошка служба. За расејувањето на елементите, дистрибуцијата, контаминацијата на просторите, феномено концентрација стварање на рудни наоѓалишта или контаминација на простори е позната ствар и е научно контролирана. Вие тоа што збори за тешки метали. Тамо во Бучим нема тешки метали кои се здравствено одразуваат. Под тешки метали се под... Знаете ли што значи? Кажете ми што значи тешки метали. Кои се тие тешки метали? Молим одговори. Не, кои се тешки метали?
Содржината на бакарот е под дозволените граници во Македонија. Бучимската и ова тополнично се спомнува има манган, зголемена количина за малу зголемено манган, но не е од Бучим, туку од околината. И користите сега за Бучим. Ајде сега малку да отвориме на другите. Сакам да ги прашам градоначалниците сега. Само да кажам дека во Тополничкото езеро, одлагалишто, постојат риби, постојат крапови, забрането е ние... Добро. Господине Четиковски. Да. За господинот... Почитувани градоначалници, малку за транспарентност за она што го зборувавме. Мислам дека треба да ги вклучиме и градоначалниците кои што во минатиот период исто така беа против отворањето на рудниците. Како го оценувате вие овој процес и како мислите дека сега ќе финишира? Значи, доста нетранспарентен од аспект што целата стратегија на минатата влада беше нетранспарентна. Така нафрлена, со чести промени на законските регулативи и во некоја скриена форма. Градоначалникот пред мене даде позитивно мислење во име на општина Гевгелија, без да има ни седница на совет. А камоли јавна расправа. За рудникот? За концесиско истражување на една локација во општина Гевгелија. Таа е една работа. За Валандово, ќе се каже градоначалникот. Каде е логиката? 3 општини се засегнати, сите у ист момент да дадат негативно мислење. И токму само градоначалниците да не знае јавност. Бидејќи рудникот Казандол ги засега, да продолжам, само постан. Казандол? Да, позитивно мислење тогаш. И тука е грешката. А Казандол... Се извинувам, владината стратегија е наметната на тогашните градоначалници, јавност е исклучена и овие инвеститори сега што се во завршна фаза имаа представа дека кога ќе дојдат во локалните самоуправи ќе најдат на пријателско расположено население. Ај малку околу Казандол. На која близина е Казандол од првите населени места? Може ли тоа? Бидејќи сум Јас, ако дозволите, уште малку поста, се извинувам. Важи. Јас сум градоначалник на општина Гевгелија. Така? Добро. Одговарам за локалниот економски развој. Ај сега ја ќе поставам гласно едно прашање. Каде сте видели на расстојание од 15 км да има изградба на конска брана, инвестиција вредна 70 милиона евра, која има 3 намени: да обезбеди чиста вода за пиење во Гевгелија, спас за Дојранско езеро и наводнување на земјоделските површини. А во исто време, напоредно, на 10 км воздушна линија или 20, да има 2 концесии за истражување. За што збориме ние? За каква стратегија? Рударска стратегија или земјоделска стратегија? Па тука 70 милиона евра, тоа е факт. Сега ја имате владата, предпоставувам дека ќе може да влијаете кај вашата влада за ова. Ајме кај нашата влада и ние го кажуваме ставот, ќе го кажуваме ставот гласно дека Гевгелија е препознатлива по давање на услуги, развој на туризам и развој на земјоделие. Добро. Костадинов? Ви благодарам конечно да се вклучам. Мислам дека малку е изместена дискусијата тука, како да дојдовме на дебата за рударство само, бидејќи се поставија и прашања колку државата ќе треба да плаќа пенали во случај ако се раскинуваат одредени концесии. Јас би го поставил вака прашањето: кој во целиот овој процес ги прашува земјоделците или граѓаните? Кој нив ќе ги исплати за штетите кои што ќе ги претрпа? Значи, во Валандово конкретно, бидејќи сум градоначалник на Валандово, луѓето инвестирале во земјоделие. Значи, се што имаат ставале во своите земјоделски посеви. Кој ќе ги исплати нив? Значи, јас не зборувам против рударството, но сакам сите да бидеме на чисто, бидејќи тоа не е да откриеме, не знам, научна фантастика. Значи, рударството и земјоделието едноставно не одат заедно. Значи, мора да има штети. Каде ќе испадне валандовскиот производ понатаму? И колегата од Гевгелија, градоначалник Поцков, рече на 15 километри. Рудникот Казандол на нас не се наоѓа во срцето на општината. Не се наоѓа на 1 километар до гимназијата. Не се наоѓа до самите земјоделски површини. Значи, буквално во самиот рудник се вади најубавото грозје. Значи, мораме ние да дискутираме за тоа. Јас немам ништо против рударскиот бизнис и апсолутно тој мора да си ги бара своите права, но кога ја спомнавте темата за транспарентноста, значи дека процесот за доделувањето на овие концесии бил транспарентен, едноставно е неодбранлив.
Значи тој беше апсолутно нетранспарентен процес, но за тој процес многу повеќе треба да се обвинат бившите локални власти, поради тоа што тие го направија процесот нетранспарентен. И јас во тој момент бев советник во Советот на општина Валандово. Јас ништо не знаев. Јас не бев прашан како представник на граѓаните. Овие концесии за експлоатации и дел за геолошки истражувања се дадени од претходната власт. Ние ќе водиме мудри постапки да не нанесиме милионски штети на државата, но едно да знаете, рудниците ќе застанат. Добро е да се подготви целиот менеджмент, рудниците да застанат, заради тоа што тие носат лошо здравје, слаби перспективи и уништување на еднината на сегашните мидните генерации. Но она што го започна старата администрација водена од ВМРО-ДПМН се чини дека продолжува и со новата. Ветувањето не се реализира, но затоа проектот смртоносни рудници во новата администрација, наречен проектот Рудници во Југоистокот, кој започна во време на ВМРО-ДПМН, продолжува. Локалните активисти се разочарани, но тие продолжуваат да се борат против рудниците кои што представуваат закана за животната средина и здравјето. Од татковина на органското производство, Валандово може да се претвори во она што беше Велес. Мрачен вилает на смртта и болест. Но се чини жителите запаметија дека зборот е збор и тие бараат премиерот и власта да се држат до него. Земете си работата во своји раце и утре, задутре, првиот работен ден, донесете одлука времено и веднаш стопирање на сите активности во овие рудници. Патешествието со Казандол започна во 2013 година со барање на геолошкиот завод да се вршат детални геолошки истражувања. Се распиша повик и владата експресно ја додели дозволата. Сардич МЦ истражуваше 9 месеци за потоа да побара дозвола за експлоатација. За да се издаде оваа дозвола, зелено светло мора да дадат 7 институции. По експресен одговор од институциите, договорот беше потпишан во јули 2015 година. А кој всушност го гради рудникот Казандол? За инвеститорот никогаш не се зборува премногу.
Инвестицијата прв ја најави Никола Груевски во 2013 година. Прво како англиска, потоа како англиско-украинска, за на крај да рече дека е украинска. А во реалноста, во оваа фирма удел имаат македонските големостопанственици и политичари од Македонија и Украина. Основач на Сардич МЦ е акционерското друштво Копер Инвестмент. Документите покажуваат дека во одборот на директори е Ато Спасеновски, поранешен амбасадор во Украина од 2010 до 2014 и поранешен министер за земјоделство и шумарство од 2006 до 2009 година. Спасеновски е член на Социјалистичката партија на Македонија, на Љубисав Иванов Дзинго. Поранешниот министер дури стекне и акции во друштвото, иако на почетоците беше само во менаџерските позиции на компанијата. Голем број од рударските инженери ангажирани како експерти при изградбата на рудникот во Казандол доаѓаат токму од компанијата Силекс, која што заедно со телевизијата Сител е дел од бизнис империјата на семејството на Иванов Дзинго. Во сопственоста на компанијата се вмешани и украински политичари, кои што биле и пратеници во собранието на Украина за време на мандатот на Спасеновски. На денот кога во Валандово се гласаше на референдумот за рудникот, беше забележано возило на украинската амбасада како кружи низ улиците, а активистите се пожалија на притисок и обиди за подкуп. Новата влада вети дека ќе истражи сопственоста на оваа компанија и инцидентите за време на референдумот, но досега тоа не е сторено. Југоистокот се уште стравува од загадувањето на плодната почва, а Казандол се гради со забрзано темпо. Минирањата и експлозиите со кои се подготвува теренот за работа започнаа на крајот на минатата година, а граѓаните велат дека од експлозиите по 2 пати неделно се тресе земјиштето околу рудникот. Повторно се во студиото на 24 во Струмица, отвореното студио, овде во Домот на културата. Дебатираме на тема рудници со аналитичари, инженери, рудари, со дел од собствениците на рударските комплекси и се разбира со градоначалниците кои што се тука. Тука се и граѓанските активисти кои досега беа силно вклучени во дебатата. Господин Сибиновски, прекинавме со вас, имавме мал прекин во програмата, сега се враќаме. Прашањето на кое што дебатиравме беше за близината на рудникот Казандол во однос на објектите во Валандово и се разбира во однос на населението во Валандово, при што се споменаа повеќе различни бројки од тоа дека е километар и пол до гимназијата, а вие рековте дека е 4 километри. Релевантно ли е тоа и колку е релевантно? И што значат тие параметри? 4 километри, 5 километри, 8 километри? Првенствено, да не се играме со цифрите, многу лесно може да се провери и тоа е мерливо. Самиот рудник се наоѓа на 4,3 километри од Валандово. Од кој дел на Валандово? Ама која е разликата, дали е 1 километар или 10? Валандово. Добро, второ, 1,6 километри најблиското населено место кое се наоѓа до рудникот е селото Казандол. Преку сртот е Брајковци, кој се наоѓа на 3,2 километри и тоа се параметрите што е и колку е оддалечен. Самиот рудник е одвоен со природни бариери од населените места, односно со ридови кои го запираат влијанието подалечно. Извинете, мене како на лаик и 1 километар и 5 километри ми се блиску. Сега вака искрено да ви кажам, претпоставувам и градоначалникот и ви самото срце на општината. Да, затоа од тие места се снабдуваат населените места со вода. Со вода пијат вода од таму. На населените места Брајковци. Валандово е едно од најтрусните подрачја. Значи, вака, може ли се извинувам? Апсолутно. Човек родом од Валандово, греот е да се вмешам, но би сакал да ги кажам некои параметри, а потоа можеме да зборуваме. Како градоначалник на општина Валандово, населените места, збориме за делот од Марвинци према Брајковци, се снабдуваат со системот од Вардарска долина. Не од делот каде што се наоѓа рудникот. А земјоделските површини од кај се? Земјоделските површини се од истиот се е тоа поврзано, значи. И втора работа. Направени се комплетни студии и испитувања, хидрогеолошки, геолошки, влијанијата комплетно и направени се сите мониторинг студии пред да се почне воопшто со работа, за да се види можното идно влијание, иако има точни податоци од каде и што и каде влијае работата на рудникот. Второ, баш поради тоа што е сеизмички
нестабилно и трусно подречје, тоа беше едно од прашањата на дебатата која имавме врзано со јавната расправа, само не потикна да ги засилиме до максимум параметрите на заштитата, врзано дури и со сеизмиката во целиот овој комплекс. Така да ја слободно можам да кажам овдека пред јавност. Во Казандол 1000 годишна вода да има да падне, знам дека езерата и браните нема да попуштат. Да удри најсилниот земјотрес, знам дека моите вработени во комплексот се безбедни. Кажете ми дали се безбедни во близината на комплексот? Прашината што правиме со неа? Прашината е еден од параметрите за кои зборувавме. Со студијата се детектирани и бевте присутени на една од дебатите и сме го дебатирали. Овој, драго ми што ме подпрашувате. Тоа значи дека внимателно ме следевте и тогаш. Прашината е еден од параметрите кои се јавува при работа на рудник. Тоа значи дека прашината при ископот, која има, како и при секој каменолом, која се работели при или при изработка на пат, градење на пат, при зборам без дофрлање, во рудникот се работи постојано од прашување, бидејќи на самите камиони, на самите машини кои работат внатре им смета прашината и за да бидат подолго трајни се прави супресија на прашината, се постојано прскање. И тоа не е страшно. Ние таму и не произведуваме прашина затоа што освен примарното копање и она што го кажуваме бешумно и безбедно нонелминирање, Вака, господин, извинете што ја прекинувам, значи воопшто, јас не сум, уште еднаш ќе повторам, рударски експерт. И знаете, ги поставам овие прашања од аспект на тоа што кај граѓаните има многу прашалници. Добро, клучната дискусија тука е дека граѓанството едноставно разбира дека земјоделие и рудник не одат заедно. Тоа е клучната дискусија. Значи вака се постави ќе дозволите да влезам во дискусија, се надевам. Да, може да уште малку, па имаме од затоа што би сакали да го продолжам и одговорот. Во изминатиот период често се користеше една реченица. Рударство, земјоделие не одат рака под рака. Па историјата на Валандово е на Демир Стамбул, така беше старото име, така? Железно градче. Валандар. А и Демир Стамбул стои. Цветна градина. Не, и Демир Стамбул стои, Валандово има и тоа како. Сега гледате што се случува, значи наеднаш целиот идентитет на Валандово треба да биде сменет и ние да станеме рударско, значи се што претходно би, значи мислам со самото тоа ги навредувате граѓаните на општина Валандово. Значи во Валандово Ајде оставиме валандовчани да прашаат, може? Во Европа се синоним за земјоделски производи. Прашање до Јас сум Роберт Марков од граѓанска иницијатива Спас за Валандово. Мислам дека оваа дебата што моментално се води веќе е завршена. Нема потреба. Луѓето знаат, 40.000 граѓани кажаа дека не сакат рудници и сега треба всушност да дебатираме како да ги затвориме тие рудници. Жалам што тука нема присутни од министерствата, но затоа ајде прашањето ќе го поставам кон директорот на Сардич Бошко. Граѓаните ги интересира во која фаза од изградба се наоѓа моментално рударски комплекс Казандол. Рударскиот комплекс е готов. И во моментот е подадена веќе апликацијата за интегрирана дозвола, се врши монтажа на последната опрема која доаѓа, се затвара системот и тоа е тоа. И ние сме подготвени за почнување со работа. Едно подпрашање за вас, ако може да се уклучам. Концесионерот на рудникот Казандол не го исполни условот од договорот за концесија да изгради постројка за експлоатација на бакар најдосна до февруари годинава. Дали ова е точно? Ова е истражување на Призма, денеска објавено. Не е точно. Што не е точно? Постои таа постројка за експлоатација на бакар? Готова? Извршен е технички прием? Постројката е дел од преработката на рудата и се однесува кон тој дел. Извршен е технички прием? Дали е извршен технички прием, ве прашувам? Дали може да одговорите, еве тука ми си одговорните лица? Ајде ако може микрофонот до одговорното лице од рудникот. Не, веќе... Јас малку подетално се занимавам со таа проблематика и
можем да кажем дека овој услов од договорот е исполнет благовремено. Прашањето поврзано со технички прием нема никакво значење со изградбата, затоа што концесискиот услов е да биде изграден тој дел од комплексот. Услов беше концесионерот во рок од 2 години да ја изгради оваа постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда. Тоа не е исполнето, а фотографиите од терен кои што ги направи порталот покажуваат дека ниту по 3 години постројката не е целосно изградена. Вие тврдите дека е целосно изградена. Уште едно, универзитетскиот професор Борча Давидковски вели дека владата по овој основ има основа да го стопира концесијата за рудникот Сибиновски. Ќе има спор тука некаков? Очекувате да има спор во овој дел? Ја не очекувам. Не очекувам никаков спор. А господинот Борча Давидковски има право на своје мислење. Да. Се извинувам да ве прашам, кој тврди дека постројката не е изградена? Кој тврди дека постројката не е изградена? Државниот инспекторат за екологија, државниот за заштита на животна средина. Не одговорам за тоа. Нема, значи нема никакви, значи нема, значи градежен технички инспекторат. Значи немојте да се служите со невистини. Градежен технички инспекторат нема изготвено лажен извештај. Тоа е директен напад на институција. И ако располагате со таков извештај, доставете го на јавноста да види. Не на јавноста, има кривични органи, зашто јавност? Тоа е кривично дело. Ако е фалсификувана државна исправа, ќе одговара кривично некој. Однесете кривични Па пријави. сигурно, тоа е единствен начин, не на вас. Зошто ја доведувате Не на во вас. задуда јавноста? Не, тоа е истражување на Призма, не е моје. Зошто зборувате вие? Не, јас ви кажувам ако е изготвен, ако... Добро, како што можеме да видиме... Не е наше прашање да го дебатираме. Вие сте од Гевгеле и гледате се вашата работа таму. Благодарам. И си ја гледам, тоа е проблемот, си ја гледам. Затоа сум овде. Оти си ја гледам мојата работа. Добро, благодарам. Како што можеме да видиме од ова, ќе има водреден инспекцијски надзор од страна на владата за да се утврди дали ова што е за кое што се спори во моментов е изградено или не е изградено. Дали вам би е најавен тој водреден инспекцијски надзор, господин Сибиновски? Тој водреден инспекцијски надзор доаѓа без најава. Иначе, во изминатиот период, верувајте, имаше посета бар на 10 инспектори на самиот комплекс и постојат записници со кои уредно располагаме во компанијата и во кои има нормално утврдени состојби на терен каде што се сите позитивни записници. Ја не знам како инаку да ви кажам, доколку има некој проблем, верувајте ми, во истиот момент институциите ќе тргнат со запирање и со казнување. Инаку, би сакал, доколку ми дозволите, господин Шедиковски, врзано со земјоделието. Би сакал веќе еднаш, исто како што ги покани господинот Николајчо Николов, да присуствуваат во комората на јавна расправа, јас да ги поканам истите представници на невладиниот сектор кои се упорни во тврдењето дека на 50 км радиус од рудник е невозможно да има земјоделие. Ве молам, доставете ми каде го имате прочитано тоа, во кои правилници, во кои документи, било каде, бидејќи јас сум неписмен за земјоделие, али сум писмен да прочитам документи. Во ниеден правилник, дури и за еколошко производство, не постои километража од рудник, а постои километража од депонија комунално. И тоа само во органско производство на мед. Значи, донесете со кои докази тоа го тврдите дека е невозможно земјоделие да просперира паралелно со рудник. А ја ви тврдам дека внатре во рударскиот круг
во фазата на ремедијација. Имаме веќе испланирано и органско производство, понатамо и на лешници, и на ореве, и на винова лоза. Во Ландово има еден производител на органско производство, информациите ми се од него и затоа што европските стандарди налагаат 50 км минимум, односно 60 км минимум од тешка загадувачка индустрија да бидат органското производство. Дали има тој регистрирано органско производство? Се разбира дека има. Сертифициран? Да. Дали знаете во кој радиус се наоѓа од Бучим? Со години работи веќе. Па тогаш ве молам. Тоа е едната работа. Другата работа што сакам да кажам. Неговиот сертификат е во круг од 30 километри од рудникот Бучим. Не е точно. Вие се Валандово од Радовиш, знаете колку е дали? Валандово од Радовиш 30 км. Луѓе, радиус. Ова е нонсенс. Зборуваме за радиус. Па радиус, не радиус. Па има Google Earth, отворете ле луѓе. Ајде да им дадеме збор и на... Уште едно Ајде да се играте со цифри. Во контекст на оваа дискусија, јас би сакал да ги запрашам јавно градоначалниците на овој регион. Луѓе, каде сте? Јас да сум градоначалник на една од овие општини би се срамил да ако има организирано ваква јавна трибина, особено за таква тешка загадувачка индустрија, да не се појави. Прво ја прашувам каде сте и второ ја прашувам каде сте со подготовките и организационите работи кои што треба да се направат вие како лидери на нашите општини да ги превземете и да го организирате народот и да го исполните тоа што го ветуват. Господине Чедиковски, ве молам, имам закана овде од соговорникот дека кога ќе излезал горе ќе видам. Имам директна закана од овој господин. Према мене покажеш. Не. Абе доста. Ајде. Значи, ајде малку имаше ова прашање до градоначалникот. Имаше провокации невидени, ве молам. Добро, да дадете си рака тука пред камерите и да како е ова возможно? Ајде, ве молам тишина. Повелете збориме аз градоначалникот. Не, вие сте Ова е комедија. Ова луѓето сакаат да направат комедија, ова со закан. Тишина, Наков тишина. Може? Повелете. Вака, зашто не се другите градоначалници, тоа нив треба да ги Да, беа уредно повикани и не сакаа да дојдат другите градоначалници. Јас сум овде, мислам дека од почеток во борбата до крај, значи недвосмислено кажувам дека мене ми е во моите визии Валандово треба да биде земјодел. Валандово има компаративна предност и цел овој југоисточен регион за земјоделие, за туризам, за сосем поразличен развој. На крајот на краиштата тоа е познато од дамнешни времиња и не можеме ние со тоа туку така да го распродаваме нашето земјиште и врз основа на кои стратегии тоа е направено, веќе е минато, нели, и ние имаме сега една нова состојба против која што треба да се бориме и да нудиме решенија. Според моите информации, значи, и владата во моментот ги разгледува сите правни аспекти, значи нема промена на нивниот став, така да јас се надевам дека нашата борба ќе биде позитивна. Уште еднаш ќе го повторам мојот став што го реков и претходно, ќе настапувам така како што граѓаните ќе побараат од мене, ќе го следам граѓанскиот интерес, како тие ќе побараат, така и јас, но недвосмислено ќе кажам дека целиот југоисток може и мора да се развива исклучиво само преку земјоделие. Тоа е нашата компаративна предност. Сите богатства, целиот наш идентитет е заснован таму, значи нашите дедовци, татковци го работеле тоа и ние тоа мораме да го заштитиме. Ние ќе не можеме да носиме производи на европските пазари во ваква ново настаната состојба, затоа и претходно го поставив прашањето, се поставува прашање дека државата треба да плаќа нели пенали доколку негативно во однос на државата се раскинат договорите, но кој ќе ги обештети земјоделците? Кој ќе ги обештети ете моите комши, мене лично, луѓето кои што имаат ниви и екзистираат од тоа? Знаете дека во Валандово се наоѓаат едни од најголемите оранжерии, целиот тој регион има компаративна предност за автохтони сорти на земјоделски производи. Колку пати се видовте со премиерот, со вице-премиерот, со министрите надлежни за оваа област во изминативе 2-3 месеци? Значи во последниот период не сум се видел, значи во најможен краток период, поради тоа што знаете каква е и агендата во моментот. Добро, каква е тогаш вашата битка, на што ја базирате? Значи јас извадив кога станав градоначалник, бидејќи
претходно како советник не можев да дојдам до релевантни информации, се што поседува како документ општината. Таму на крајот на краиштата најдобро се види дека целиот процес е воден нетранспарентно. Во самата општина за истиот рудник беа дадени две мислења, едно за јавноста, а едно до надлежното министерство. Јас тоа го изјавив на пресконференција. Цело време на секој можен начин мојот став е јасен, ќе го следам. Добро, ви благодарам. Владене, во емисијата Отворено 24 има и граѓани од Југоистокот, освен оние граѓански активисти, граѓани од Гевгелија сака да постави прашање. Христо Камов, граѓанин на Гевгелија, советник во општина Гевгелија, член на Спас за нас и во исто време сум председател на општинска организација на Социјалистичка партија во Гевгелија. Сегашниот закон е 12 пати најмалку модифициран за инвеститорите да можат после концесијата за геолошко истражување со обично барање да добијат и дозвол за експлоатација. Јас ги прашам сега инвеститорите дали без разлика они велат дека ја испочитувале целата процедура за информирање на јавност. Ако Македонија, односно прошлата влада има возможила со такви законски решенија да ја почитуваат процедурата, Гевгелија и гевгеличани се осеќаме загрозени на само 19 км од Казандол. Сега ги прашувам дали според Архуската конвенција за вклучување на јавноста при одлучување за такви проекти се запознати и соседните општини од соседните земји. Мислам дека имаш уште едно прашање овде, граѓанин од Валандо, ако не се лажам. Кавазов Лазар од село Удово. Прво, мислам дека господата од Старвич се служи со доста лажни информации овде и воопште не треба да им доликува таква дискусија. 2013 година меѓу тие 43 човека што беа присутни, бев јас и овој господин овде. Само 4 бевме. Неинформирани, никако од страна на граначалникот и така натаму. Тоа е едно. Второ, не е точно дека референдумот во Валандово не е успешен. 4700 гласа беа рудникот да се штопира, да се затвори, а само 2000 гласа за да работи. Господине директоре, првото село до рудникот Казандол е само 100 метра воздушна линија. Валандова е 1500 метра воздушна линија. Првиот извор на село Брајковци, од каде што пијат вода, е 300 метра воздушна линија. Замислите вие дали понатаму ќе води, дали ќе бидете вие оправдани за отварањето на тој рудник. Еве зашто го зборам. Во 1986 година, Козлодуј, кога беше хаваријата, ние не можем да продадеме 50 тона зелка. Ја молам, 50 тона зелка. Јас бев тогаш во Црвена звезда и Сивоземделска задруга комерцијален директор и ги знам маките што беа. А сега со цијанид, со лужење, сулфурна киселина, каде ќе оди паријата, воздухот кога ќе заврне дош, каде ќе се пуштат отровите и тие сите штетни материи каде ќе одат? Се знае каде. Таму нема да има ниту стока, добро запаси, а има доволно сточари во и Казандол, и Валандово, и Брајковци, и Дедели, сите села. Ние знаем општината наша на памет. Јас сум приватен стопанствен. Ако биде рудникот, сега сум пред инвестиција поголема. Нема да истварам таа инвестиција, него и моменталното што имам, ќе ја затворам. Јас имам млекара, кој што во летниот период има 9 тона млеко дневна преработка. Ако од рудникот јас ќе го изгубам целиот бред и нема да можам да вршам продавање на моите производи од тој терен. Према тоа, каде е овој госпожа што каже 3 милиарди, од каде е најде таа цифра? Кој го знае? Каде е загубата поголема? Дали 3 општини да уништиме, Валандово, Богдановци, Дојран, или 40 човека од рудникот Казандол да екзистираат? Благодарам. Уште едно прашање. Ајде,
Можеме да одговориме, доста се наведоа и факти и бројки. Се согласувате ли со нив? Па, тврдења се. Тврдења. Доколку се согласувате со мене, ова се тврдења, дали се факти, тоа е друга работа, баш поради тоа и повикав. Конечно е време да се седне и да се разговара со факти. Депласирана веќе се збори дека рударство и земјоделие се неспојиви. Сега слушнав дека и сточарството ќе замре. Јас се извинувам. Доколку ми дозволите, малку ќе застранам од темава. Ако застранувате многу, нема да дозволам, ако сте кратки, али многу кратко би сакал пластично. Ајде. Само да објаснам. Прв пат со Бучим се сретнав 88 далечната година како студент кој работеше во еден истражувачки проект за лековите билки, инако сум фармацевт од струка. Ја прошетав цела Плачковица, се запознав со селата над Бучим, се запознав со еден прекрасен регион. Тогаш рударството и не ми значило многу, но една работа знам. Овци има, стока има и тоа извонредно многу во тој дел од Македонија, над Радовиш. И не видов некакво влијание од рудникот таму. Ако сега се навраќам наназад, не знам на основа на што се тврди дека го загрозуваме сточарството. Се работи за строго локализирано дејство, се работи за еден конзервиран, предвиден процес за производство, конечно и на катоден бакар, од ископна руда до готов метал, кој е целосно затворен, со кој се спречува секакво можно влијание на надворешни површински води, на подземни води, нема да има емисии во атмосферата од самата фабрика, прашината, како што кажав, се супримира во рудникот и тоа сето ќе се мониторира постојано. И уште еднаш да се навратам на играта со цифри. Го кажав. На господинот Наков и 10.000 квадратни километри. Не, тоа не е моја, се извинувам. Тоа беше Лилјана Попов. На неја кажете. Не, го повикавте на почетокот на емисијата. Чужди изјави во мои уста, не. И 80 концесии. Концесијата за истражување во Казанол беше 30 квадратни километри, што е стандард за детално геолошко истражување за метали. 3000 хектара. 3000 хектара. Самото рудно тело, кое ќе се ископава во наредните 20 нешто години, е само 44 хектара. Значи, кога збориме за цифри и цифри, треба да се дојде од големиот простор. Од проспекција, која само камчиња се чепкаат и се гледа каде нешто има некоја измена, до детално геолошко истражување, па дај Боже да се најде. Ако се најде рудно оформено тело, кое е техноекономски исплатливо да се... Молам, кажете пред јавноста, на колку ви е концесијата за експлоатација? На колку хектари ви е добиена сега? Концесијата за експлоатација... За руднички комплекс Казандол за експлоатација на бакар, злато и сребро. Колку ви е дозволите хектари? 2,89 квадратни километри, 287 хектари, од кои рудното тело е 44 хектари, кои ќе се копа во наредните 20 нешто години, и сето останато е зелена зона околу рудникот, инфраструктурни објекти. И надвор од Богданци, и надвор од Гојран и Строгова, општина Гегеле. Јавноста нека провери, има интернет денеска. Има. Јас не знам зошто во договорот ви стои 1500 хектари, не ми е јасно. Сега вака, прашувате две работи. Прашувам за договор за експлоатација. Не, кажете дозвола за експлоатација. Договор за експлоатација, ве молам. Договорот за експлоатација е 15. Договор за концесија за експлоатација е едно и го кажав... За тоа прашуваме. И го кажав претходно во процесот. Колку хектари е? 15 квадратни километри. 1500 хектари, така? На 1500 хектари има дозвола да градат рудник. Завршена приказка. Немој да манипулирате. Не е точно и не пласирате невистини. Ајде, добро. И не пласирате невистини. Затоа сме овде. Затоа сме овде. Така е, точно. Кога зборувате нешто и кога тврдите, читај ги. Па еве кажувам дека 1500 ви е дадена дозвола. Повторно лага. Договор за концесија за експлоатација, бе молам, е нешто сосем различно од дозвола за експлоатација. Добро. Дозвола за експлоатација се добива само и само по основа на местото
каде што е веќе дефинирано рудното тело и врз основа на дефиниран проект. Добре, ние не знаеме што значи тоа, кажете ни. Што тоа кажеш ќе копате? Много цифри, Јасната на народ да разбере. Повелете господине Поцков. Ма 1500 хектара таму ќе прават Ќе прекинете веднаш со Ајде бе, молам. Господине Ова е веќе Поцков, ве молам во однос на ова е веќе неболозно. Мислам и мислите доби друг тек перцепцијата на жителите на југоистокот. Земјоделие или рударство и сега наједнаш приказка дека тоа може да оди. Јас, например, не знам колку тоа може да оди земјоделие и рударство заедно, ама зошто толкова фама околу законот, предлог законот? Па нели се тие стандарди? Па таксистите имаат стандарди да учат англиски. Нели ќе влегуваме во европски текови? Ако се тие стандарди во европските земји, зошто толку страф? Од која европска земја? Се извинувам малку. Сега владата, вие цело време зборуваме за владата. Владата е во една незавидна ситуација. Има инвеститори навлезени, охрабрени од претходната влада, во кои треба економски да се, ако нешто се раскине, да се компензира. И ај сега да ги разгледаме фактите каде оди Македонија. Ајде да разчистиме дали земјоделска или рударска. Колку буџет има Македонија? 3 милиарди и 200 милиона евра. Знаете колку се исплаќа за субвенции во земјоделието? 120 милиона евра. Знаете колку е тоа? 3% од буџетот. Ако Македонија има GDP 10 милиарди, тоа е 1% од 10 милиарди оди за субвенции за развој на земјоделието. Ние не може 10 години назад да постигнеме прошна стапка на раст 3%. А 1% од таа стапка на раст го инвестираме во земјоделието. На прашањето зошто, бидејќи ја следиме КАП програмата на Европската унија за развој на земјоделието. И сега се постава логичко прашањето. Ако Македонија ги фаќа смерниците за пристап во Европската унија, мора ние да водиме сметка за земјоделието, бидејќи, не знам колку имате информации, во европското законодавство 50% од законите отпаѓаат на земјоделието и најголема е државната помош што ја дава Европската унија на земјоделците, бидејќи храната е се повеќе дефицитарна. Добро, сега да кажете со ова отворање на рудниците ние го тргаме настрана овој сегмент или не? Скроз погрешна стратегија, немам јас ништо и немам намера да дискутирам колкава е исплатливост или неисплатливоста. Збориме за стратегија која е наметната претходно, без кост-бенефит анализа. Кај сме ние? Ќе го развиваме земјоделието или ќе го развиваме рударството? И сега новата влада доаѓа во една незавидна ситуација, во која мора да води сметка, бидејќи буџетот, парите се ограничен ресурс и се на народот. Дали да ги вложува во плаќање на пенали или ќе биде исправена пред дилемата за барем да не се случуваат идни штети. И јас ова така го гледам носењето на новите закони. За нешто идно, да се спречи тоа што треба да дојде во иднен. Никој не збори за нешто што е постојано. Господине Николов. Ние се стекнува впечаток дека сите сме во право и никој не е во право. Меѓутоа, по втор пат се гледам со градоначалникот на Гевгелија, мислам дека тој ја кажа и суштинската работа. По мене, јас како човек би бил многу среќен денеска да сме собрани и да дискутираме за одредени развојни програми, каде треба да оди Македонија и така натаму, туку да се спориме од едната страна на известен начин обвинети, од другата страна граѓаните. По мене, основниот проблем во Македонија, особено за рударството, но и за и другите индустрии, е немањето на долгорочен концепт за развој, особено на оваа струка. Кога би имале ние долгорочна програма за развој на рударството, тамо веројатно ќе произлезе заклучок. Гевгелија има алтернативи, не треба рударство. Валандово има алтернативи, нема рударство. Струмица особено ќе произлезе, треба за Струмица имам кажано, значи треба да седнат стручњаци од земјоделска насока, од рударска и да кажат што преовладува. Ние тоа го немаме. Граѓаните факат е дека се наоѓаат во многу незавидна ситуација. Но факат што го правиме практично го правиме стихино и без план и овие концесии што сега се даваат. Резултатот е неминовен. Знаете, сега ние Сардич се задржуваме не случајно многу. А различна е ситуацијата во Струмица е решива. Ситуацијата во Струмица нема ни почнато рудник, нема ни концесија добиено. Овде се работи за добиена дозвола за експлоатација. Ние не можеме да кажеме сега бившата власт дала, ние сме против. Тоа не може во една сериозна држава
продолжава да се решава. И тука треба навистина труд да се вложи и да се види кој е во право. Ако ние зборуваме за јавноста, и тоа по мене е релативно, пак велам, инвеститорот смета дека имало јавност, народот смета дека не е. Факат е дека ние во Македонија недоследно се однесуваме кон прашањето на информирање на граѓаните. Не сме доследни, прво ние кои се бавиме со ова работа, а луѓето колку ќе им сервираме толку. Така да сложено е. Прашање? Еве за информација за јавност. Иначе од Еко долина, од Ново село Рстоманов Костадин. Еве за јавност една информација. 1680 хектари шума се претвара во ископ. Во старт, без никакви цијаниди, без никакви отрови, ние ја загрозуваме природата. Така ли е? Јас не знам, тоа вие треба да знаете. За Иловица не знам податоци. Која треба годишно, според кажувањата на стручњаците шумарите, 2500 кубни метри дрвен прираст има на таа површина секоја година. Ние ќе уништиме за да правиме експериментална брана, да не поплави еден ден, да се спечелят некои пари на компаниите, нити за здравието на луѓето, нити за екологија, нити за шума, ништо не се рачува. И друго едно нешто, искористам приликата, штета што нема представници од владата, сакам на нив да апелирам, најверојатно можеби некој ќе ме слушне, ние екологистите имаме решение како конечно да се затвориме тоа прашање со концесиите за рудници. Нека не повикат како што обеќа, ние ќе им го дадеме решението кое што нити владата ќе треба да плаќа, нити граѓаните, никој, освен оние кои што влегле во непресметан ризик. Добро. На сите ми е јасно дека една гаража, да имате извадено дозвола за една гаража, ви требат еден куп документи, еден процес долгорочен. За рудник, за толку кратко време, толку многу 86 концесии да се добијат, тоа некој се запрашат органите кои треба да истражат како се добиле тие, дали били транспарентни или не били транспарентни, дали. Тоа органите некој завршат. Ние имаме рецепт како да завршиме да отвориме. Ви благодарам, тука ги повикувам поентите на вечерашната. Вие во Струмица, различни се односите. Побарајте ревизија, повторно разгледување на студијата за влијание врз животната средина. Барајте го, не овде, има органи кои што треба да го барате. Добро. Благодарам, да ги видиме поентите на вечерашнава емисија и после се враќаме во студијата. Законот повторно не го решава нашето прашање, бидејќи ќе биде повеќе за применливоста во иднина. Ние се соочуваме со сериозен проблем. Јас визијата на Валандов ја гледам исклучиво преку земјоделие и затоа ќе стојам цврсто за тоа. Што очекувате ви од пратениците, од моите колеги пратеници? Да го слушнат гласот на народот? Гласот на народот кажува секаде во Македонија дека сите засегнати се против отварање на рудниците. Не треба да се пристапува така априори за или против. Веројатно, ова дали имало јавност, дали немало јавност, веројатно рударските компании сметат дека имало јавност, затоа што се испочитувани одредени законски прописи. Народот смета дека немало јавност, затоа што не било достапно до нив и начинот како е направено. Завод за статистика под рударство се водат рудници за металични производи, рудници за неметали, рудници за камен, чакал и сите овие бази што копат песок и експлоатираат песок од речните корита. Согласно Заводот за статистика, во тој сектор рударство апсолутно не работат 13.000 луѓе, туку работат 4.275 вработени. Завод за статистика на Република Македонија. Овие истражувања сега кои се спроведуваат, значи тоа е проспекција, основни геолошки истражувања, детални геолошки истражувања и научно геолошки истражувања. Кажуваат дека нема еколошки проблеми да создават. Се обратија кон десетина невладини организации, за да има присутни од нивна страна. Тоа е согласно законот. Присутни беа само 3. Некои од тука што ги гледате луѓе? Некои од тука што ги гледам беа присутни. Се побараа дополнителни 30 дена, иако беше истечен рокот. Министерството им ги даде, за да ја доразгледаат студијата, за да дадат своји забелешки и на основа на тоа да се дотераат и да сите техничко-инженерски решенија околу следното изведување на проект. Значи, тоа се дел од постапките.
Да, во студиото, отвореното студио во Струмица, речи си час и 45 минути, дебатираме на тема рудници, потребни ли се рудниците во југоисточниот регион, возможно ли е земјоделството и рударството да тираат заедно. Почитуване публико, ви благодарам многу што бевте вечерва и тоа како активни во одговорите и во прашањата кон нашите тука панелисти. Вам, почитувани панелисти, ви благодарам на учеството, ви благодарам на отвореноста. Веројатно да беше оваа отвореност порано, може би немаше да дојдеме сега до оваа ситуација. Тука пред се мислам на представниците на рударската индустрија во Македонија. Во секој случај и на градоначалниците и вам ви благодарам. На сите ви посакувам мирен и спокоен живот, се разбира најмногу здравје. Почитувани гледачи, останете со Телевизија 24, следува преспав. Добро.